Кога веќе зборуваме за музика и кога веќе зборуваме за лидери во музиката, најрелевантно е да се обратиме кај 106. Моментално плејаут се наоѓа во просториите на 106 заедно со Милан. Милан, добре дојде прв пат во плејаут. Добро е, најдов. Која е тајната, за почеток да те прашам, да видиш музички лидер? Значи 106 обстојува долги години во радискиот етер, но ете која е таа тајна која ќе ги привлече слушателите да те слушаат и да сакаат да те слушаат? Добро, некоја посебна тајна нема. Ние сме официјално 93-та година се рачунаме дека постоиме, меѓутоа неофицијално некоја година повеќе. Па за тоа долго обстојување, како што го велиш, тоа е претежно, треба да се адаптираш на околината во која што работиш. Сега ние работиме локално, така да мора да се адаптираме локално. Во таа смисла треба да се адаптираме и музички, и пазарно, и економски во секоја смисла. Така да треба да емитуваме музика која што е поприфатлива за поголем диапазон на луѓе, поголема демографија и нормално дека треба да се исклучат некои стилови на музика кои нам не ни одговараат, кај нас нема фолк, нема некоја тешка музика. Има некој хитовски концепт, се одлучивме за хит радио и еве досега овие 20 и кусур години тоа успева. Кажи ми за почетоците на 106. Верувам тешко беше тоа да се тргне како медиум, да се оформи, да добие наслушаност. Која беше тоа техничката можност на радиото да звучи како што треба, значи да извади квалитетен звук и така натаму? Значи тоа беше едно друго време, интересно време, меѓутоа тешко за работа во споредба со денес. Например, кога во почетокот на 90-тите или во првата половина на 90-тите години работевме во радијата, во сите радија, не само овде, немаше компјутери, немаше дигитална обработка на аудио материјали, цела продукција беше аналогна. Така да јас се сеќавам дека во 106 за следниот ден да има спремна програма, спремни реклами, ние седевме некогаш и до 5 до 6 часот наутро на едно системче со два декови, лепевме. На професионалните декови беше потешко да се залепи, знаеш, она точно без да има цак или нешто да се слуша. Така да другар ми Сашо Ресет имаше донесен еден систем, на него се лепеше баш како на компјутер. Така да седевме до раните утрински часови за да спремиме добри реклами и добра програма кои требаше да дадат следниот ден на радио. И беше тешко, ама беше интересно од една страна. Некојаш седевме, например, дока е 8-9 часот наутро и после ќе ни текнеше да водиме и утринска програма. За разлика од тоа, денес, например, кога пред година или две беше најавено дека сите електронски медиуми и телевизии и радија треба да се дигитализираат комплетно. Радио 106 беше првото радио во Македонија кој што набави дигитален миксер. Тоа е овој кој сега го користиме. Прилично скап, меѓутоа ние први се решивме веднаш да прифатиме таа дигитализација. Тоа е во однос на бродкаст, да речам, делот, меѓутоа продукцијата на 106 е во последните 16 години целосно дигитализирана. Сите джинглови, сите реклами, буквално се што оди на радио се емитува дигитално и претходно е продуцирано дигитално. Стигнавте, значи, толку години изминаа. Кои емисии ви биле најпопуларни, кои можат да се издвојат, колку емисии сега во ден денес брои 106? За локално радио во однос на број на емисии сме одлични, бидејќи ситуацијата однос на локалните радија во Македонија не е баш сјајна. Постојат и one-man радија, значи еден човек со компјутер пушта музика и тоа е радио. Бројни такви има примери во Македонија. Значи во однос на тоа сме доста добри. Имаме, например, емисија Поп Монитор, недела во 15, целосно посветена на македонска музичка сцена. Имаме емисија Какаду Топ 20, официјална топ листа на 106. Имаме од понеделник до петок наутро утрински експрес од 6 до 7, од 7 до 10 имаме Breakfast Show, од 10 до 2 имаме World Beat, тоа се емитуваат секој ден од понеделник до петок. Од 17 до 20 Радиоактив. Имаме емисија Music Week која
ја третира цела музичка недела, оди во недела во 18 часот, ги презентира сите информации од музичката сцена, светска музичка сцена. Во текот на цела недела имаме емисија која што пред некој месец почнавме да емитуваме, доста интересна, со два водители од Скопје, да, шоуто на Тик-так и Ива, таа оди секој четврток и петок во 20. Значи, доста сме добри во однос на тоа каква е општата ситуација и состојба во однос на локалните радија во Македонија. Локалните телевизии се нешто подобро, меѓутоа радијата и интересно, доста сме почитувани за тоа што зборав претходно за продукција кај локалните радија. Например, на сите локални радија во Македонија ние им правиме джинглови, им правиме реклами веќе долги години и не сметаат за врв во однос на продукцијата. Дори превземаат и наши емисии. Например, Какаду Топ 20 се емитува некои 6-7 локални радиостаници низ Македонија, па бараат и други делови од нашата програма, како разни рубрики кои ги имаме. Например, филмски вести, компјутерски вести, научни, да ги пренесуваат и тие. Така да и по број на емисии, по продукција сме доста добри. За респект. Овие емисии кои ги спомена се доста стари, се сеќавам, значи бев и дете кога веќе тие емисии беа популарни, на некој начин ги дознав можеби тогаш. Ме интересира кој е начинот и како ги препознавате потенцијалните хитови. Значи многу често сите слушатели, барем јас еве како редовен ваш слушател на вашето радио, можам да оценам дека сите хитови кои се нови, прво ги слушаме на 106, па потоа одат на друго место. Значи тоа би вашето мото на некој начин. Точно така. Пак ќе се надоврзам на мојавето за локални радија. Ако бевме некое национално радио, ако имавме поголем прилив на пари, ќе можевме да се фокусираме на правење на повеќе програмски делови. Меѓутоа, како што реков, мора да се адаптираме на локалниот пазар и тој нас ни налага ние повеќе да го користиме умот отколку парите, односно на креативна страна на нашата работа, така да јас сите овие годините во радио работам од 92 година. Ако дневно не се посветам со некои 2-3, некојаш и повеќе сати на барање и слушање на нова музика, која што после би ја ставил на нашата плейлиста за да ја презентираме на радио, тогаш денот е пропаднат. Бидејќи на хит радиостаниците главна работа и основна работа треба да му биде презентација на нова музика. Тоа го правам сите овие години и тоа е едноставно процесот низ кој мора да помините ако сакате први да ја презентирате новата музика. Например, нема никогаш да заборавам кога сум чекал до наутро до некој 5-6 часот наутро за да слушнам светската премиера во 95-та година на синглот Scream на Майкл Джексон. Тогаш беше друго време и тогаш ако премиерата на таа песна треба да види на едно радио, тоа радио е задолжено за цел континент, например за цела Европа, беше BBC Radio 1, се ексклузивно право да ја пушти таа песна и ние со нетрпение, не само јас, сите страствени музички фанови чекале да слушнат такви работи. Сме чекале и на многу инвентивен начин сме поврзвале антени за да слушаме нова музика од грчки радија, бидејќи тие секогаш беа пред нас. Така да многу битна работа е, барем за нас, пошто ние се одлучивме за забавно хит радио да видиме, да презентираме нова музика пред сите други. И мислам дека тоа и се гледа. Например, ако ја посетите нашата веб страна 106.com.mk, ќе видите дека има бројни нови, навистина ексклузивни хитови кои не се вртат на другите радија и кога ќе почнат да се вртат на познатите телевизии со спот, тогаш ги преземаат и тогаш ги емитуваат. Меѓутоа, добро, можеби е и тоа нивен избор. Сега ќе да свртам малце на поинаква тема, значи од технички аспект. Како функционира цело ова, значи тука да објасниш, верувам дека многу мина би ги интересирало кои би го гледале ова интервју. Како функционира, значи како оди цела музика во етер? Која е пуштата? Најпрво треба да, ако имате програмски делови кои треба да бидат претходно продуцирани, ги продуцираме во другото студио таму, потоа ги снимаме во овие два компјутери овде, од каде што оди се и музика и сите програмски делови на радиото. Се мести во соодветен Automation Broadcast софтвер,
на начин на кој што вас ви одговара, го местите едноставно, го поврзувате компјутерот со миксетата и преку неа од миксетата оди звукот во процесор кој го подобрува, го лимитира, го динамизира звукот, од него оди во линк, од линкот оди во предавател и од предавател до вашите радиоприемници. Дали имаш информација колкава е процентуално слушаноста на ова радио? Значи дали е лидер во регионот можеби или преку интернет колкава е процентуалноста слушаност? Во Битола сме дефинитивно најслушани. Например, во било која канцеларија во текот на работното време да влезите, ако не во секој од нив, во едно 80% од нив свири нашето радио. И тоа е многу битно за оние кои што се рекламираат кај нас. Бидејќи знаете, на работа не можете да гледате, например, телевизија, вие сте телевизија, видите, таа е реалноста, не може и во некоја... Ние не гледаме телевизија, така. Во некоја канцеларија да влезете да види пуштен телевизор. Може да види пуштено или радио, на обичен радиоприемник или на интернет. Нешто што нема да му го одземи целосно вниманието на вработениот. Сега од технички аспект, кажи ми која емисија на радиски изборувам, значи која емисија е потешка или полесна се направи, дали оди тоа во живо или да оди како снимена емисија? Која е тежината и на двете страни? Најбитно од се е каква е вашата идеја, значи кои се бубачките во вашата глава што сакате да му пренесете на луѓето. Сега некои емисии сами по себе бараат да видат претходно снимени и продуцирани, некои емисии например, ако е контактна програма, не може да биде снимена, мора да оди во живо. Има тежина од двете страни на работењето, меѓутоа сепак потешко е да се снима и да се продуцира и во секој случај тоа ќе биде подобро. Например, на нашето радио од 2001 година се емитува шоуто во кое ние ги прогласуваме најдобрите во текот на годината, најдобрите артисти и нивните хитови. Најдобрите во 2001, 2002, 2003, па се до сега. Например, тоа шоу го спремаме и продукцијски и предпродукцијски некои добри 3 месеци. А шоуто трае некои 5 часа, значи 3 месеци труд вложувате за едни 5 часа да бидат одлични на радио. Така да, мислам дека ако е претходно снимена, има малце повеќе труд. Значи денес излегоја во последните неколку години, излегоја значи медиуми од типот на интернет, кој на вистина зеде голем замав и многу млади што користат интернетот и тргајќи од тоа дека и можеби линковски го слушаат вашето радио. Колку радиото како радио во денешницата е влијателен медиум. Значи и телевизиите и радиото падна на некој ниво под интернетот, бидејќи интернетот е зеде голем залак. Така, ако зборуваме локално, ете, пак ќе се надоврзам претходно во канцеларија, не можете да слушате, да гледате телевизија, морате, ако сакате нешто да слушате, ќе мора да слушате радио. Сега, глобално гледано, во последните 10 години дигитализацијата општо на сите медиуми и појавата и брзото растење на интернет медиумите како портали зеде свој замав најповеќе во западниот свет и радиото сепак успеа да се држи како во светски рамки гледано, бидејќи знаете имаше згаснување на списанија, весници, магазини и во Европа и во Америка, меѓутоа радиото се уште се држи бидејќи успеа да се адаптира на целата ситуација. Ако се појавија на пример бројни интернет радиостаници, ево да се запрашаме колку би можеле да ни текнат вака наум сега, нема да ни текне ни едно. А ако се запрашаме да ни текне некое обично радио, ќе ни текне одма на BBC, ќе ни текне на Virgin, Capital FM, во Австралија Today FM, во Америка Z100 и бројни други. Значи, сепак радиото успеа да ја издржи таа глобална дигитализација на медиумите. Еден од начините на кои што, например, американските радија се успеа да ја издржат таа дигитализација е тоа што до пред 10 години буквално сите американски радија беа стилски, односно жанровски определени. Или за рок музика, или за денс музика, или contemporary hits радио, или
Adult Contemporary радио. Сега во последните 10 години има една мода кај американските радија да пуштаат се и сешто, измешани сите стилови на музика и веројатно тоа многу им помогна да успеат да преминат преку таа дигитализација на медиумите. А тоа ние го правиме од самиот почеток, пуштаме најразлични стилови на музика од забавната светска музичка сцена и македонската забавна сцена. И за крај морам да те прашам, мојата колешка Димко Билјана ми напомена дека таа беше претходно вработена во радио. Сега е колешка во телевизија, значи вработена во телевизија. Ми вели радиото има некоја душа посебна. Се морам да те прашам која е таа душа посебна. Значи има некоја душа вели радиото која не може да се опиши, само се доживува. Дали ете можеби ти можеш да ја опишиш? Стварно не може да се опиши, бидејќи знаете радиото има таа моќ да биде како дел од некој наш животен саундтрак, како да ви кажем, има саундтрак за музика за филм, таа е музиката и радиото, значи саундтрак на нашите животи, на различни делови од нашите животи, се сеќаваме на разни моменти од нашите животи, се сеќаваме кога некоја песна била хит или кога сме слушале. Или пак можеби магијата на твојата колешка наоѓа во фактот што слушаш само звук, а звукот кај слушателот поттикнува некоја фантазија која го тера да си направи сопствен филм. Ако му презентирате слика и звук на слушателот, тогаш тој ја има таа некоја ограниченост, таа е сликата и таа е звукот. Ако му дадете само звук и тој звук излева од некој кој што не е со тебе во собата, туку од едно апаратче, од некој радиоприемник, тогаш таа во вас прави да си правите вие сам некој филм. Таа е таа некоја магија, според мене. Ти благодарам за издвоеното време, ти благодарам за гостувањето и јас ви посакувам многу успех понатаму во вашето развивање на радиото и долги години што да станете музички лидер. Исто и вас ви благодарам многу.